може ли да ни кажете кои ќе бидат другите сегменти во напредување на децентрализацијата и дали со овој чекор ќе им се даде поголема моќ на општините со оглед на тоа дека досега на овој начин ќе прибираат повеќе пари, меѓу другото, но и досега еден од проблемите со кои се соочуваа општините беше и делот со легализацијата, па сега полесно ќе може да ги решаваат таквите предмети кои беа на Република Македонија, па мораше да бараат согласност од државата. Така, една од предностите, нова денеска што го правиме, е поврзано со земјиштето како претходна постапка во легализацијата, ќе биде и ова предност, која што општините ја добиват, така да ќе можат заедно со дел од остатокот на надлежностите на државата да ги решават имотно-правните односи кои што се неопходни за да може да издадат решение за легализација на одредени објекти. Размислувањата за децентрализација на власта се во следниот правец. Сакаме да го спроведеме комплетно законот за равномерен регионален развој. Законот за равномерен регионален развој значи 100 милиони евра дополнителни пари на општините од она што досега државата го спроведувала и од она што дополнително треба да го обезбедиме како огром. Тоа значи дека во иднина, штом ќе бидат подготвени капацитетите на општините, а се надевам до крајот на 2018 година ќе бидат подготвени, ќе се пренесат капиталните инвестиции за изградба на основни и средни училишта од Министерството за образование и наука на општините, изградбата на капиталните инвестиции на детските градинки, делот на здравствените домови како примарна и превентивна здравствена заштита, веројатно најголем дел од домовите на културата, освен оние што се од национален интерес, кои што ќе бидат задржани, огромен процент на домови на културата се уште се под Министерство за култура, тие треба да бидат симнати на локално ниво, одредени надлежности во управувањето на шумите, одредени надлежности во управувањето на земјоделското земјиште, планираме да пренесеме. Планираме да пренесеме одредени надлежности во делот на изградбата на патиштата во Република Македонија, како би го зајакнале финансискиот капацитет за изградба на локалните патишта, каде што се надлежни самите општини, а посебно дури и регионалните патишта кои што имат регионален аспект, односно важност за еден од статистичките региони, без разлика кој е од 8-те во Република Македонија. Конечна цел е, кога ќе пренесеме овие огромни суми на пари, од 100 милиони евра, со овие многу значајни институции во Република Македонија, да граѓаните почувствуваат унапредување на услугите и унапредување на квалитетот на развојот на инфраструктурата, а не да биде кочница, заради тоа што имаме и мали општини со многу помал капацитет, за кои што ќе им треба организација во делот на проектирањето, во делот на имплементирањето на одредени конкретни инфраструктурни проекти, но и организација во делот на менеджментот на одредени институции. Не застануваме тука, размислуваме во делот на социјалната политика, центрите за социјална работа, например, веруваме дека ќе бидат многу потранспарентни, парите ќе стигнат на вистина кај ранливите категории на граѓани, ако се одлучува на локално ниво. Јас не верувам дека било кој министер или заменик министер или државен секретар знае подобро кој на вистина треба да земе социјална помош во Кичево, во Гевгилија, во Штип, отколку тоа што го знаат локалните власти, заради тоа што многу полесно до граѓаните може многу полесно да допрат до градоначалникот, до советниците при случајни или намерни или ненамерни неправди, за да може да бидат исправени. Тоа во суштина значи дека ќе имаме потранспарентен процес, демократичноста во државата ќе се зголеми, но и ќе значи заштеда на квалитетни пари за граѓаните на Република Македонија. Што се случи со идејата за владата да се задолжува во име на општината? Работиме на тоа, ги чекаме понудите од банките. За нас е многу важно да добиеме колку што е можно пониски каматни стапки и да добиеме можност по пат на преговарање за исплата на сите тие долгови кои што општините ги имаат према добувачите, да добиеме подобри услови. Јас се надевам дека во многу брзо време ќе можеме да соопштиме конечно која е одлуката. Одлуката околу тоа како ќе го isfinansираме тој долг. Одлуката е веќе донесена да државата подигне кредит, буквално го пренесе на општините, ги исплатат своите обврски кон добувачите некаде околу 120 милиони евра, а самиот кредит си го враќаат општините на еден подолг рок 15 или 20 години со пониски каматни стапки. Очекуваме 2,5-3% каматни стапки кои што за сметка на денешните 13% кои што ги плаќаат како затезни каматни стапки општините за сите долгови кои што се доспеани према нив. Ние веруваме дека на тој начин ќе ги растеретиме општините, ќе им дадеме еден ветар во грб за нивното унапредување во иднина, но исто така овие пари стигаат до домашните компании на кои што им должат општините, па исто времено сме свесни дека парите ќе се искористат за нови инвестиции во Република Македонија. А чекате понуда од домашните банки или од меѓународни институции?
од меѓународни институции, но се разговара и со домашните банки. Ако тие се подготвени да направат конзорциум на понуда од ваква сума, 120 некаде милиони евра, и бидат конкурентни на меѓународните банки, наше задоволство ќе биде да бидат тоа токму домашните банки, заради тоа што тие пари се директно пласирани во капитални инвестиции, кои што веројатно веќе се реализирале, а ќе бидат директно вбризгување на финансиска инекција за домашните компании, оти долгот на општините е преку 95% кон домашните компании кои што работеле за сметка и во име на општините. Друго прашање? Дали го повлечете најавениот предлог законот за нотаријат, бидејќи адвокатите бараат негово публикување, доколку не како најрадикална мерка најавија штрајк. Што мислите на тоа? Редот е прво да разговараме, после тоа правото на штрајк не им бега. Јас денеска закажав состанок со министерот за правда, заменик министерот за правда, мојот советник за правни работи, но и председателот на комората на нотарите, председателот на комората на адвокатите и представникот на Стопанската комора кој што работи на оваа проблематика. Верувам дека денеска ќе најдеме решение кое што е прифатливо за двете страни, во функција на закон кој што пред сека им служи на граѓаните. Забораваат во борбата кој ќе добие повеќе можности да заработи, дека сите им служиме на граѓаните преку пренесени овластувања. Пред се нотарите, но секако и адвокатите. Наша конечна цел како влада е да ги намалиме трошоците на граѓаните пред било која постапка. Во тоа име, јас се надевам дека денеска ќе имаме разбирање од представниците на двете комори и на Стопанската комора на Македонија да изнајдеме правично решение, каде што секој ќе добие фер шанса, согласно уставот и законите, да заработува во Република Македонија, но и граѓаните да добијат пониски сметки при нивните правно-формални постапки кои што ги водат пред институциите. Може публикување на предлог? Ви молам прашањата да се однесуваат за тоа зашто е закажана прескуша. Законот секако ќе претрпи промени. Јас тоа што можам од стар да го кажам и така во одреден сегмент, барем во еден дел, сигурно се во право адвокатите, во еден дел се сигурно во право и нотарите. Така да верувам дека има и меѓународни пракси, ние не го измисливме ова, ќе и примениме сите меѓународно добро познати примери и она што е пракса во Република Македонија, сослушувајќи ги аргументите на двете страни, на крајот да се донесе правично законско решение за заинтересираните страни, но реков во функција интересите на граѓаните на Македонија. Само што едно прашање имам во делот на Советот за имплементација на правосудниот систем во владата која што вие ќе бидете председател. Кога ќе почне официјално да стартува, кои се имињата кои ќе будат? Ние овие денови очекуваме да привршуваат преговорите на политичко ниво за политичките аспекти на самите закони. Понатаму токму формирањето на Советот за имплементација на стратегијата ќе биде тој коректор кој што заедно со експертизите во одредени многу значајни моменти ќе ги соопштуваат своите ставови. Затоа е формиран совет од практичари, луѓе кои што го применуваат законот и ќе го применуваат новиот закон согласно реформите. Она кое што очекуваме да стигне во идниот период е експертските поставености, например, како се казнува и разрешува судија, како се наградува и унапредува судија, например. Или одредени други експертски поставености во законот во кои што ние политичарите апсолутно не треба да се мешаме. Политичките аспекти на обезбедувањето на политичката согласност од сите политички партиципенти, јас се надевам на работните групи кои што постојат помеѓу пратениците ќе бидат осогласени до крајот на неделата. Ако тоа биде завршено, веројатно идната недела ќе го формираме Советот за имплементација на стратегијата за реформите во правосудството. Требаше конкретно на јануари, зашто доцне? Сега се средина на март. Заради тоа што дадовме шанса на диалогот и заради тоа што внимателно ја слушавме критичката јавност во делот на поставеноста на самиот совет. Мислам дека сега се искристализира работите, оти довербата во таквиот совет мора од старт да биде максимално изградена, за да има и успешност во коментарите и сугестиите кои што овој совет треба да ги дава по ваквите многу важни закони кои што се однесуваат на една од најзначајните реформи, а тоа е реформата во правосудството. Благодарам на сите.